Македонските возачки дозволи се признаени во Германија, јавува Дојче Веле. Билатералниот договор помеѓу овие две земји е постигнат, што значи дека македонските државјани кои живеат или работат во Германија ќе можат да ги заменат своите матични возачки дозволи за германски. Ова е особено важно како за македонските државјани кои имаат постојано живеалиште во Германија, така и за оние кои често патуваат во земјата. Досега правото да управуваат со моторно возило во Германија тие го имаа само во првите 6 месеци од престојот, а по истекот на рокот мораа да го полагаат наново возачкиот испит, што ги чинеше дополнителен трошок. Македонските иселеници во Германија лани покренаа онлайн петиција со цел да се забрза постапката за признавање на возачките дозволи. Вакви потписи се собираа и на градскиот плоштад во Струмица. Имаме многу проблеми со тамошната власт. Не ни ги признаваат возачките како валидни. Колку време можете да возите со македонско возило? Од самото прејавување на живеалиште на адреса можеме да возиме само 6 месеци, потоа стануваат невалидни. Многу наши иселеници таму што се во диаспората во Германија добиваат казни. Имате ли поддршка од амбасадата? Да, од амбасадата имаме поддршка. Работат, повеќе луѓе работат на случајот за признавање на возачките. Преговорите меѓу надлежните министерства во Берлин и Скопје околу меѓусебното признавање на возачките дозволи траат повеќе од една деценија. Заедничката декларација која ќе биде потпишена со Германија не подложи на ратификација, па од тука договорот ќе стапи на сила на денот на неговото потпишување. Останува македонските министерства за транспорт и внатрешни работи од една и германското министерство за сообраќај од друга страна да го детализираат текстот на билатералниот договор и тој конечно да се потпише.